If I win, we will have peace in the world again. I guarantee we will have peace in the world again. 9 месеци по оваа изјава на Трамп како председателски кандидат. Не само што нема мир во светот, туку се отворија и нови жаришта. Старите конфликти пак се интензивираа. Договорите за примирија се толку кревки, што и самиот Трамп апелира да не се прекршуваат. Трамп одлучи сад да ги бомбардираат иранските нуклеарни постројки во Фордо, Натанс и Исфахан, со образложение дека Иран не се придржува до договорот за неширење на нуклеарно оружје, и тоа во екот на интензивните воздушни напади меѓу Израел и Иран. Тоа пак беше причина Иран да ги бомбардира американските воени бази во Катар. Повеќе држави во регионот стравуваат дека можат да бидат вовлечени во воени дејствија. И не е само тоа. Председателот Трамп не ја отворила можноста и за нови воени интервенции во Иран. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed and skill. Во Газа се случува катастрофа од секакви размери. Интензивните израелски напади продолжуваат, а постојат големи проблеми со доставувањето хуманитарна помош. Руско-украинската војна и покрај почетните преговори Москва-Киев и размените на воени заробеници трае со речиси ист интензитет. Трамп прво му посочи на Зеленски да прифати примирие, а потоа изјави дека Путин полудел. Еве каде Трамп пред да стане председател ја гледаше причината за руско-украинската војна. And that's all because of stupid people that don't have a clue, and it's also because of the kind of weaponry that's available today. Сегашните позиции на американскиот председател изгледаат како примена на дело на девизата која ја промовира одамна. Peace through strength.